На стартот сме на новото издание на регионалните вести. Со информациите започнуваме веднаш. Тетовци во текот на изминатата година пиеле главно бактериолошки и физичко-хемиски исправна вода. За разлика од градот, во руралните средини испитувањата покажале полош квалитет на водата за пиење. Годишниот извештај за квалитетот на водата за пиење во Тетово, што го изработи Центарот за јавно здравје Тетово, покажа дека тетовци во текот на изминатата година пиеле главно бактериолошки и физичко-хемиски исправна вода. За разлика од градот, во руралните средини испитувањата покажале полош квалитет на водата за пиење. Најголем процент на неисправни мостри биле најдени во локалните индивидуални бунари, односно 28% од мострите биле физичко-хемиско неисправни, а 47% бактериолошки неисправни. Извршени се 316 анализи на водата за пиење во градскиот водовод во Тетово, што е бројка со која не можеме да дадеме сигурна проценка на ризикот, затоа што треба да биде малку поголем бројот на мостри, меѓутоа таков ни е договорот со јавното комунално предпријатие. Од тие 316 мостри на вода, са физичко-хемиски неисправни се 0,32%, значи многу мал процент, и тоа е трендот кој ни се повторува секоја година, додека микробиолошки неисправни се 5,7%, и тоа морам да нагласам дека тука се работи за дефекти во мрежата во градскиот водовод, каде што нашите екипи излегуваат после барање на самото јавно комунално предпријатие за да испитаат каква е водата пред или после дефектот или за време на самиот дефект. Бројките се во рамките на просеците за секоја година. Така да сепак сме задоволни. Да не се повторувам, не сме задоволни од бројот на мостри што ги узркуваме, затоа што ова е минимумот со кој можеме да направиме проценката на ризикот по здравјето на населението во за градот Тетово. Што се однесува за селските населби, тука имаме, повторно ни се повторуваат истите бројки, меѓутоа во негативна смисла, затоа што од 419 мостри, 6,6% се физичко-хемиски неисправни, се во рамките на просекот, а околу 21% се микробиолошки неисправни, така да се над просекот, некаде се движиме меѓу 15 и 20%, ова се 21% микробиолошки неисправна вода за пиење, збориме во селските средини. И на ова се должи на зошто е таа фрапантна разлика меѓу градот и селото, затоа што во град Тетово се врши редовна и континуирана дезинфекција на водата за пиење со хлорни препарати. Периодов поради повеќе случаи на заболениот стомачен вирус се проширија гласини за неисправност на водата за пиење во Тетово, како што ни изјави специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Ратко Давидовски. Водата во градскиот водовод е исправна за пиење, но каква е водата во индивидуалните резервоари тоа не е утврдено. Затоа доктор Давидовски препорачува секое семејство да врши редовна дезинфекција на пластичните цистерни. Кога зборуваме за резултатите од градската водоводна мрежа, морам да напоменам дека тие резултати не се однесуваат до цистерни, до приклучокот. Не се однесуваат и резултатите на индивидуалните цистерни кои ги има во огромен број во Тетово, затоа што знаеме дека имаме хроничен недостаток на вода за пиење, да се надеваме дека ќе биде завршен водоводот и дека ќе биде ублажено, нема да биде решено и со тој нов водовод, меѓутоа многу ќе биде ублажена состојбата со тие дополнителни 200 литри во секунда. Така да би им препорачал, ја постојано кажувам, 2 пати во годината миење на цистерните, механичко со детерџент, со топла вода и со четка и потоа дезинфицирање на истите. Секој тоа е индивидуална, секој треба и самиот да има одговорност према сопственото здравје. Што се однесува во селските средини, редовно чистење на резервоарите, редовно чистење на каптажите и извориштата и одржување на заштитните зони околу извориштата. Тоа ни се препораките кои секоја година ги повторуваме, пак нагласувам дека годинава нешто во тој поглед имаме подобрување. Кога има дефекти во градската водоводна мрежа, постои постапка која е регулирана со правилникот за безбедност на вода
тој што стопанисува треба да изврши хиперхлорирање и испуштање и предвидено е со кои количини на вода, меѓутоа наша препорака е после такви дефекти да не се користи одма водата за пиење, да се остави 1 до 3 минути да истече и потоа да се користи за пиење. Инаку во 2015 година Центарот за јавно здравје Тетово има испитано 917 мостри од водата за пиење во Тетово и Тетовско во 50 теренски увиди. Освен од јавните или индивидуалните водоснабдителни системи, биле испитани мостри на водата од викенд населби, работни организации со сопствено водоснабдување, минерални извори и крајпатни чешми. Започнува наплатата за паркирање во Б-зоната во Тетово. Максималното предвидено време за паркирање во оваа зона е 6 часа и ќе чини 20 денари за 1 час. Од понеделник, односно од 1 февруари, јавното предпријатие кое управува со јавните паркиралишта во општина Тетово, јавното предпријатие Градски паркинг Тетово ќе почне со спроведување на зонското паркирање, односно со наплата во зоната Б, која се дели на Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Б7 и ги опфаќа споредните улици на градот, и тоа улицата Јане Сандански, улицата Методи Андонов Ченто, улицата Дервиш Цара, улицата Мехмет Паша Дерала и улицата Димо Гавровски Кара. Максималното предвидено време за паркирање во оваа зона е 6 часа и ќе чини 20 денари за 1 час. За неплаќање на паркинг простори, поминување на време траењето предвидено за паркирање, следи блокирање на возилото од страна на службата за блокатори и интервенција на ПАЕК службата, информираат од Канцеларијата за односи со јавноста при општина Тетово. Ако власта продолжи со исто темпо на задолжување, Македонија ќе падне во класично должничко робство, изјави денес во гостивар Кире Наумов, дополнителен заменик министер за финансии од Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ денес во гостивар и гостиварско организираше средби со граѓаните за актуелните политички случувања и состојби во земјава. Во гостивар беше и Кире Наумов, дополнителен заменик министер за финансии. Во делот на финансиите сакаме да алармираме дека Македонија бележи историски највисок јавен долг од над 4 милиарди евра. И ако се продолжи со исто темпо, до средината на годината ќе паднеме во класично должничко робство, изјави Наумов. Е историски најголем долг во апсолутна вредност од кога е самостојана оваа држава, и тоа значи дека веќе и по нивните податоци излегува дека долгот е 47% од бруто домашниот производ. Само во овие последни 3 месеци, односно до 90 дена во последната година, оваа влада не задолжувала по 3 милиони евра. Доколку не успеевме да преполовиме евроврзницата, задолжувањето ќе беше дневно по 6 милиони евра. Ако продолжи ова темпо, имајќи во предвид дека власта и во првите 2-3 недели од јануари задолжи за 40 милиони евра, негде до средината на годината долгот ќе стигне над 50% и тоа е веќе класично должничко робство, или Македонија влегува во фаза на високо задолжена држава, која што нема да може да ги сервисира своите долгови натаму. Во однос на прашањето за изборите на 24 април, Наумов и во гостивар го повтори ставот дека додека не се исполнат сите услови, СДСМ нема да учествува во изборниот процес. Демократски држави, сите политички структури учествуваат на изборите. Во недемократски како оваа, доколку не се исполнат изборите, СДСМ нема да учествува и опозицијата нема да учествува на такви криминални избори за кои што слушавме како биле спроведувани во претходниот период. Подршката од граѓаните ја бараме за цело тоа, од останатите опозициони партии, невладените организации, и сега каде што стигнуваме, добиваме подршка дека мора да истраеме на тоа, дека не е возможно во Република Македонија да се одржат уште едни нефер избори на кои што Груевски ќе сака да задржи својата власт. За него тоа не значи само задржување на власта, туку пред се значи спас од она што следува, а тоа е правна разрешница на сите криминали кои што тој и неговите соработници ги правеле во најниот период. Функционерите од СДСМ остварија средби и мини трибини со населението од село Тумчевиште, како и во населбите Малјарди, Циглана и Дутлок во градот. Производители на јајца и месо од живина ќе може да извезуваат во земјите од Европската унија. Стопанствениците сметаат дека оваа можност ќе придонесе да се зголемат капацитетите на производителите, а со тоа да има и повеќе работни места.
Тоа за држава значи многу и за нас производителите на јајца и на живинско месо, затоа што до сега ние бевме затворена држава, не можевме ни транзит да идемо преку Европска Унија, а благодарено на владата и на Агенцијата за храна, они успеал не само транзит, не ни отворил само транзит, туку и да можеме да излезуваме и во Европска Унија. И со мерката што сега ќе излезе за ИПАРД програмот за живинарство, тоа значи во Македонија сега ќе се обновуваат и ќе се модернизираат сите живинарски фарми и ќе има поголемо производство и ќе има извоз и за Европска Унија. Нема квоти, Македонија нема шанса да може да произведува толико многу колку му треба на Европа, туку јас мислим дека капацитетите во Македонија ќе се зголемуваат и тоа голем процент за брзо време и се надевам дека ова гранка више полека ги реши своите проблеми. Исто така и со поддршката од влада за субвенции на живинарство, тоа е више тврдено дека ова гранка ќе успее во иднина многу подобро. Многу брзо ќе се отварат и повише работни места. Сите фарми се спремат, најголемиот цел од фармите се спремат да ги обновуваат својата технологија, исто така и да го зголемуваат своето производство. Еден од нив сме и ние. Некои земји членки на Европската Унија воведуваат контроли на некогашните гранични места поради нелегалното поминување на мигрантите од Азија и од Африка. Дали постои или не опасност од земјите потписнички на Шенген протоколот да ги вратат визите за државите од Западен Балкан, анализира во видеоприлог редакцијата на Радио Слободна Европа. Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор. Тема на неделата на Слободна Европа посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. И како што се страхуваше бегалската криза, почна да ја покажува темната страна за Европската Унија. Не само поради страхувањето дека бројот на бегалците ќе се зголемува, туку и заради тешкиот процес на нивно интегрирање во општеството каде што се прифатени. Новогодишните напади во Германија врз девојки од баратели на азил почна да ги затвора границите меѓу земјите членки на Унијата, и тоа не само за мигрантите. Уживајте да патувате лесно низ Европа додека можете, бидејќи кој знае колку уште ќе мине време пред да се најдете во ситуација да ги покажувате вашите пасоши на секоја граница. Ова, дел од медиумите во Европската Унија им го порачуваат на нивните граѓани, откако се повеќе земји почна да ги враќаат контролите на нивните граници. Шведска ги продолжи привремените гранични контроли што ги воведе кон Данска, а Данска пак воспостави пунктови за контрола на пасошите на оние што влегуваат во таа земја од Германија. Ваквите чекори се дел од обидите за справување со последиците од отворениот повик на германскиот канцелар Ангела Меркел за бегалците од Блискиот исток во минатиот септември. Околу милион мигранти ја прифатија понудата од Меркел што ги одложи онака за доцнетите напори за постигнување широк договор во Европската Унија за поделба на одговорноста во обработката на барањата за азил и нивното разместување со определени квоти во земјите членки на Унијата. Од друга страна се чини дека ниту Турција не се придржува на договорот од ноември, според кој требаше да го запре приливот на бегалци во замена за финансиска помош од неколку милиарди евра. Наместо тоа, бегалците, откако ќе стигнат во Европа, си прават собствени планови. Шведска, која спаѓа меѓу најдарежливите социјални држави, сега има најголема концентрација на баратели на азил во однос на нејзиното население. Стокхолм се обидува да го затвори секој пат преку кој мигрантите одат на север. Данска и се приклучи на Финска и на Норвешка во пострите мерки на својата граница, за да избегне огромен број на баратели на азил, кои Шведска нема да ги прифати. Во меѓувреме, граничните контроли се уште се во сила меѓу Германија и Австрија, а австриците поставија ограда долж границата со Словенија. Има едно политичко предупредување тука. Гласачите кои инаку сакаат да патуваат во Европа без граници во рамките на така наречената Шенгенска зона, сега бараат построги гранични проверки. Тоа е бидејќи нивните власти не може да се справат со масовната миграција или да ги гарантираат законот и редот. Уште повеќе поради тоа што европските политичари се бавни во донесувањето заеднички мерки за да ја зајакнат безбедноста.
Брисел малку направи за да се воведат построги проверки на пасоши за државјани на Европската Унија кои се враќаат од места како Сирија, додека Агенцијата за европските надворешни граници Фронтекс и натаму е хронично недоволно финансирана. Меркел можеби конечно ја свати политичката опасност од незината политика спрема азилантите, особено по обвинувањата дека сексуални напади биле извршени од страна на имигранти во Келн. Сега се соочуваме со предизвикот од бегалците кои доаѓаат во Европа и ние сме ранливи, како што гледаме, затоа што се уште не ја имаме контролата која би сакале да имаме, рече Меркел во Мајнц деновиве. Таа оцени дека слободата на движење и еврото се директно поврзани, односно дека не може да има заедничка валута без да постојат отворени граници. Треба да интензивираме борбата против причините кои ги тераат луѓето да бегаат. Тогаш ќе бидеме во можност, а тоа го сакаме во оваа година, да забележиме намалување на бројот на бегалци. Тоа е јасно бидејќи имаме задача да ги интегрираме кај нас, изјави Меркел. Вистинскиот проблем за Меркел и другите лидери на Европската Унија не е местото каде што бегалците ќе треба да бидат сместени, откако ќе стигнат во Европа. Вистинскиот проблем е дали Европа може да управува со нејзините надворешни граници. Тоа пред се значи воведување ред во политичкиот хаос од Либија преку Сирија до Авганистан, што ги тера бегалците да заминуваат за Европа. Европа без граници е се уште сон кој вреди да се има, но дали европските лидери се подготвени да преземат напори да го задржат за да не се претвори во кошмар. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Сега најважно со мигрантите, според европските политичари, да се најдат начини за подобра заштита на надворешните граници на Европската Унија. Во Македонија има полицајци на Фронтекс, па се поставува прашањето каде Македонија воопшто спаѓа во надворешните или во внатрешните граници на Европската Унија. Она што е поважно, како може да се одрази евентуалниот колапс на шенгенскиот систем врз македонските граѓани. Не постои реална можност Шенген земјите како Германија, Шведска, Австрија и Данска, кои неодамна воведоа гранични контроли поради големиот бегалски бран, да воведат вези за државјаните на земјите кои не се членки на Европската Унија, оценуваат експертите. Тоа би била неоправдана и нелогична одлука, посочува Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование. Според него, основната цел на воведувањето на ваквите времени мерки е да се спречи напливот на бегалците и нивното проширување надвор од дестинациите кон кои тие вообичаено одат, како Австрија и Германија. Тој вели дека со мерките треба да се спречи слободното движење на бегалците кои веќе се влезени на територијата на Шенген зоната. Мислам дека од оваа конкретна ситуација државите од Западен Балкан, кои што од 2009 година добија безвизен режим, некои од нив и подоцна од 2010 година, не се директно засегнати на ниту еден начин со оваа одлука, бидејќи ниту пак има изгледи да биде проширена на нив некоја рамка со мерки кои што би повлекле повторно воведување на визи. Тој коментира дека доколку визите бидат повторно воведени, тоа би предизвикало сериозни политички и безбедносни импликации во регионот. Затоа што таа одлука би повлекла повторно воведување на визи од оние држави кои што се во ЕУ, а не се во Шенген. Бугарија, Романија, Хрватска. Така што тоа ќе значи дополнително кревање на политичките тензии, дополнително изолирање на граѓаните од Западен Балкан, веројатно подигање и на нивото степенот на национализам и анти-ЕУ расположение во овој регион. Мислам дека тоа само би донело штета и на државите од Западен Балкан и на Европската Унија. Така што не очекувам, бидејќи за тоа нема конкретни причини, да бидат воведени визите. Во однос на одлуката на земјите од Вишеградската група, како Чешка, Унгарија, Словачка и Полска, да испратат полицајци на македонско-грчката граница, Маричик вели дека таа гранична контрола има за цел да го одржи редот и мирот на границата, но и да им даде информации на државите на Централна и на Источна Европа како тече протокот на бегалци на границата меѓу Македонија и Грција. Може би било пооправдано таа контрола да биде на границата меѓу Грција и Турција, бидејќи од таму е првиот влез во Европската Унија, како што го имаат бегалците. Но мислам дека тоа за Македонија значи побезбедна граница во секој случај и поголема контрола и заедничка соработка меѓу македонската полиција и полицијата на овие држави членки. Тоа е секако заедничка координирана акција
на ниво на ЕУ. А за државите од Централна и Источна Европа значи дека тие се вклучуваат во решавање на оваа криза на некој друг начин, освен на подигање на заштитни ѕидови, огради и така натаму, бидејќи дел од државите од Централна и Источна Европа веќе се, да речеме, на лош глас заради подигањето на тие ѕидови и тие сакаат да покажат дека ете сакаат да учествуваат во решавањето на оваа криза и поинаку и да дадат активен придонес во тоа. И еден од начините е контрола на точката каде што од Грција во Македонија и потоа нагоре одат бегалците. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. По повод христијанскиот празник Свети Атанаси, утре чествување ќе има во манастирскиот комплекс Балтепе, како и во населените места Долно Седларце, Брвеница и Требош. Православните христијани на 31 јануари во недела го чествуваат празникот Свети Атанаси Зимен. По тој повод чествување ќе има во манастирскиот комплекс Свети Атанаси Балтепе, каде ќе се отслужи света божествена литургија, по која ќе бидат прережани кумските колачи во 11 часот. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги покануваат сите православни христијани да присуствуваат и молитвено да учествуваат на богослужбата, како и на заедничката прослава. На денот на празникот во недела во црквата Свети Атанаси во Брвеница ќе се отслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот и 30 минути, пошто во 10 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги повикуваат сите граѓани да земат учество во заедничката прослава. Чествување на празникот ќе има и во Долно Седларце. Во црквата Свети Атанаси со почеток во 10 часот ќе се отслужи света божествена литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи, а веднаш потоа следува братско-сестринска трпеза на љубовта за сите присутни верници. Чествување на големиот христијански празник Свети Атанаси организира и црковниот одбор на село Требош. Турските власти соопштија дека најмалку 10 бегалци, меѓу кои 5 деца, се удавиле кога нивниот брод потонал во Егејското море. Од бродот се спасени 43 лица, а најмалку 20 лица се водат како исчезнати. Бегалците тргнале од провинцијата Чанаккале од Ајваџик и најверојатно се упатиле кон грчкиот остров Лесбос. Финска и се приклучи на Шведска и најави планови за протерување на 20.000 бегалци кои бараа азил во оваа земја. Тие нордиски земји се соочени со непредвиден мигрантски бран. Финската влада соопшти дека ќе го одбие барањето на 20.000 од 32.000 бегалци, колку што пристигнале во текот на 2015 година. Представник на владата Паиви Нерк рече дека тоа се 2/3 од мигрантите кои ќе бидат одбиени. Сириската опозиција соопшти дека ќе присуствува на мировните преговори под покровителство на Обединетите нации во Женева. Сириската опозиција со седиште во Ријад, Саудиска Арабија, најави дека ќе испрати делегати кои ќе учествуваат во дискусијата со Обединетите нации, но не и во преговорите. Претходно опозицијата го услови учеството на преговарачката маса се додека нивните хуманитарни барања не бидат исполнети. Сириската опозиција ќе испрати од 30 до 35 делегати во Женева. Во меѓувреме започнаа преговорите на делегацијата на сириските власти со представникот на Обединетите нации за Сирија Стефан де Мистура. Иран направи серија фотографии преку дрон што надлетувал над американски носач на авиони за време на војни вежби во Персискиот залив. Иранската државна телевизија објави фотографии и снимки на носачот, а иранските представници го поздравија ваквиот подвиг поради стремежот да се добијат што повеќе податоци за силите на странски држави. Американски представници неодамна соопштија дека дрон прелетал над носач, меѓутоа не е утврдено дали во прашање било иранско беспилотно летало. Иако не дошло до опасност за американскиот носач Хари Труман, портпаролот на американската морнарица ваквиот потфат го оцени како ненормален и непрофесионален. Портпаролката Никол Шуфгуман наведе дека инцидентот се случил на 12 јануари, а тој ден Иран зароби 10 американски морнари кои поради грешка во навигацијата упаднале во иранска територија.
4 рудари кои поминаа 36 дена заробени во рудник во Кина биле спасени во вчерашната операција. Тие беа меѓу 29 рудари кои беа заробени во рудник на 25 декември. 11 од рударите беа спасени ден потоа. Во меѓувреме беше пронајдено и тело на еден рудар, а уште 13 се водат за исчезнати. Спасувачките екипи ги лоцираа рударите на 30 декември преку тунел и им испраќаа храна и други производи. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!